Исус Христос, здравом средени утро, слободно присуство на Божјата пресност, за храбрино до Него. Користам приликата на почетокот да пренесам поздрави од браќата и сестрите од Скопје, што знаеа дека ќе бидам тука помеѓу вас. Примете ги срдечните братски и сестрински поздрави до сите вас. За вовед во нашите молитви, ќе прочитам Псалм 77 од 1 до 11 стих. Со гласот свој викам кон Бога, со гласот свој кон Бога за да ме чуе. Во денот на тагата моја го барам Бога ноќе, со издигнати раце кон Него, неуморно, но душата моја не може да се утеши. Го спомнувам Бога и воздивнувам, размислувам и духот мој ма лаксува. Будни се очите мои, се вознемирив и не можам да говорам. Очите ми ги држиш отворени. Размислував за давнешни дни и се сетив за старите години. Размислував ноќе со срцето свое, а духот мој ме испитуваше. Зар Господ за секогаш отврла и не сака ли повеќе да биде благонаклонет? Или за секогаш престанала неговата милост и неговите ветувања се пресекнале за сите родови? Зар Господ заборавил на щедроста своја? Зар во гневот свој ќе го затвори своето милосрдие? Па си реков, ова е мојата болка, десницата на Севишниот се изменила. Ке си спомнам за делата на Господ, ке се подсетам за давнешните чудесни дела. Ке се справиме за молитва пред Господ Бог. Всемоќен Господи, Татко Небесен, Творче на Вселената, Господару наш, пред Твоето свето лице стоиме и овој неделен ден. Ти благодариме за ова сонцевна благодатта Твоја, бидејќи по милоста и благодатта Твоја живееме, дишиме, постоиме, и секој наш нареден здив е плод на добрината Твоја. За тоа што имаш мисли за добро, да ни дадеш иднина и надеж. Исусе Христе, Ти си нашата надеж, Ти си нашиот Бог. Ти ја остави небесната слава, иако беше еднаков со Отецот, не држеше до тоа, но се понизи и сам стана како еден од нас, како човек. Фала Ти што Ти доброволно го даде својот живот на крстот Голготски, што ја пролеа својата скапоцена крв, крв која и ден денес тече и не чисти од секој грев. Прости ни, Татко, се што сме погрешили, зашто во Тебе е милоста и опростување. Фала Ти што знаеме дека не сме откупени со телешка, јагнешка или со било каква животинска крв, но со непорочната крв на Агнецот Христос. Ти велиш каде ќе побегнеме ако занемариме толку големо спасение извојувано на крстот Голготски за нас. Затоа Те славиме, Татко, и Ти благодариме. Те славиме затоа што си милостив и благ, затоа што милоста Твоја е вечна. Гневот Твој кратко трае, но милоста Твоја трае од род во род, од поколение во поколение. И во ова наше поколение Ти ни даваш сила да можеме да Ти служиме на Тебе. По Твојата милост ние дојдовме ова утро, по Твојата милост сме тоа што сме, ништо по наша заслуга. Затоа отвориме ги нашите срца и ова утро за Твоето Слово, изобилно да се сели во нас, да растеме во благодатта и во познавањето Твое. Води не, Татко, преку овој час и до крајот на овој ден, заради името на распнатиот и воскреснатиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Испееме и првата песна, број 57, од духовните песнарки, погледен број 57.
Прочитам од книгата на проповедникот од Стариот Завет, првата глава, од 1 до 11 стих, каде што ќе биде темата за нашето заедничко размислување преку овој час. Зборови на проповедникот син Давидов, цар Израелски. Суета над суетите, вели проповедникот, суета над суетите се е суета. Каква е ползата за човекот од сите негови трудови со кои се труди под сонцето? Род еден заминува, а род друг доаѓа, а земјата останува за секогаш. Сонцето изгрева и заваѓа и пак брза кон местото својот каде што изгрева. Ветрот вее кон југ и се врти кон север, се врти по својот пат и пак ги почнува своите вртења во круг. Сите реки течат во морето, но морето не се преполнува. Тие одново се враќаат кон она место од каде што потекнуваат за да течат одново. Секоја работа бара труд. Човекот не може се да искаже. Окото не се наситува од гледање, ниту умото може да се наслуши. Она што било, пак ќе биде. И она што се правило, пак ќе се прави. Нема ништо ново под сонцето. Иако за нешто се рече, види, ете тоа е ново, но тоа веќе било во текот на вековите што биле пред нас. Нема спомен за минатото, па и за тоа што ќе биде подоцна. Нема да остане спомен кај оние што ќе дојдат. Испееме и втората песна, број 199, во духовните песнари.
Возлюбени во Господа, браќа и сестри во Исус Христос, со помошта Божја слушнавме слово од книгата на проповедникот.
Се смета дека оваа книга на проповедникот ја запишал мудриот Соломон. Воглавно, мудриот Соломон, воден од Божиот дух, запишал 3 книги, кои што се влезени во канонскиот дел на Библијата. Тоа е први во младоста, се смета дека во младоста, кога бил како млад, кога бил заљубен во младата сунамка, ја запишал првата книга, библиска поезија, љубовна поезија, песна на песните. Втора книга, кога веќе станал зрел човек, се молел Бог да му даде мудрост, запишал изреките, мудростните Соломонови изреки, и при крајот на својот живот ја напишал оваа трета книга или книга на проповедникот. Најверојатно при крајот на својот живот Соломон западнал во некоја депресија, во некое длабоко разочарување, што запишал вакви песимистички мисли. Во првиот стих, после представувањето дека е син Давидов, кој царува во Ерусалим, во вториот стих веднаш Соломон разочарано извикнува: суета над суетите. Се е суета, крај на ништовност. Се е суетно. Овој збор суета во оваа книга на проповедникот се спомнува преку 30 пати. И тоа не е случајно. Зборот суета значи нешто ништожно, нешто испразно, нешто безвредно. Зошто мудриот Соломон е така разочаран? И за него се е суетно, се е испразно, се е ништожно. Сум разговарал со многу луѓе, поготово сум разговарал со монаси, тука има во ваша Струмица, во Доча, има и други манастири, сум разговарал со монаси, навистина за нив овој свет е суетен свет, тие се откажале од се и целиот живот свој го посветиле на Бога. Се откажале од се земно, материјално, за нив овој свет е безвреден, суетен. Ние пееме една песна во нашите духовни песнарки, каде што текстот на таа песна вели: го презирам целиот свет, злато е како смет, и една ми е радоста, Исусовиот крст. Некој пат, дали и се однесуваме така како што ги пееме песните, некој пат ги пееме така песните како ради реда, но дали внимаваме на зборовите што ги пееме, дали секогаш постапуваме така како што ги пееме, дали живееме така. Соломон не е монах, како монасите кои што реков се откажале од се земно материјално, не е пустински човек како што биле некои од пророците, како например пророк Илија или Еремија, кои што се откажале од се, или како Јован Крстител, читаме во Новиот Завет, тој живееше во пустињата еден аскетски и споснички живот, се хранеше со скакулци и див мед. Соломон не бил таков монах или издвоен човек, пустински човек, но бил цар. Тој со Божјата мудрост придобил толку богатство како никој пред него, ниту некој после него. И самиот Соломон за себе вели: не си ускратував ништо. Се што душата ќе ми посакаше си земав. Се што окото ќе ми видеше си набавував, си купував. Тој, знаеме, изгради и харем за 1000 жени. И што сега вели Соломон на крајот, откако еве ова се смета дека оваа книга, реков, е напишал при крајот на својот живот, што вели? На крајот разочарано изјавува: суета над суетите. Се е сует. Некои теолози дури сметаат дека старите црквени отци погрешиле што оваа книга на проповедникот ја вроиле во канонскиот дел на Стариот Завет. Ако пак веќе е ставена во канонскиот дел на Библијата, зошто Бог дозволил вакви песимистички изјави да бидат запишани? Суета над суетите, се е сует. Во 3 стих Соломон продолжува и вели: каква е ползата на човекот од тоа што работи, што се труди под сонцето? Во претходната книга Соломонови мудростни изреки што напишал, 14 глава 23 стих вели: од секој труд на човекот има полза, а овдека вели спротивно. Каква полза од трудот на човекот? Зошто такви разочарувачки мисли кај Соломон? Одговорот се наоѓа во последното зборче од овој стих.
Се е суетно, нема никаква полза од тоа што се труди и работи човекот, но каде? Под сонцето. Ако мислиме и ние денеска така дека целиот наш живот е само тука на земјата под сонцето и ништо нема над сонцето, на небото, тогаш Соломон е во право. 100% точно изјавува. Се под сонцето без Бога е суетно, безвредно, ништожно, испразно. Читаме во Новиот Завет, првото послание на Коринтијаните, 15 глава, апостол Павле вели: ако се надеваме само на овој живот, земен живот, како што вели Соломон, под сонцето, ако се надеваме само на овој живот, тогаш сме ние што? Ние сме најбедните, најмизерните луѓе на светот. Тогаш сме зажалени. Ако е само овој живот на земјата, ако се е до гробот, ако смртта ја спушта крајната завеса, тогаш навистина овој живот е суетен. Ако нема ништо над сонцето. Што е вашиот живот? И на други места Светото писмо јасно зборува. Што е вашиот живот? Апостол Јаков вели, тоа е пареја која што за кратко се појавува и потоа исчезнува. И затоа живеете како мудри, а не како разумни. Ние овде, вели Словото, немаме постојан град, туку очекуваме небесниот град, Ерусалим, нашето живеалиште на небесата, од каде го очекуваме и второто појавување на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Затоа Соломон е потполно во право. Без Бога на оваа земја се е суетно. Не е случајно тоа што првите родители Адам и Ева на вториот син му дадоа име Авел. Знаете ли што значи името Авел? Името Авел значи сует, пареја или сует. Се е суетно без Бога под сонцето. Животот на кревкиот човек е претоварен со труд, со работа и во крајна цел каде води тоа? Како да се наоѓаме во еден круг, во една кружна воденица, истоштени се враќаме, без работиме, пак истото го повторуваме, без некој голем напредок. Во соседството имам еден србин, од зградата Карши кај што живеам, и се контактираме, разговараме, и кога ќе го прашам како си комшија, еве, добро сум, и постојано истите зборови на српски ми ги повторува, еве, куќи, посао, посао, куќи, значи на работа идам дома, од дома на работа, и добро велам комшија, зар само тоа е смислата на животот, дома на работа, од работа дома, не сакам да ми зборуваш за нешто друго, тој ме знае дека сум верен, побожен човек, не сакам да слушам за Господ. И многу луѓе денес, ако ги прашаме, зошто работиш? Па работам за да заплата. Точно Исус Христос вели, работникот си ја заслужува својата плата. Ако прашаме понатаму, што ќе правиш со платата? Па ќе си купам храна. Зошто? Па да си обновам енергијата. Зошто ти е силата енергија? Па пак да работам. И пак доаѓаме на почетокот на тој кружен процес. Човекот работи за плата, со парите да си купи храна, со храната да си обнови силата, со силата пак да работи, и како во еден маѓепсан круг. Цел живот се врти во место. На работа дома, дома на работа, куќи посао, посао куќи. Ваквиот досаден, монотон живот е навистина суетен живот. Затоа и денеска има се повеќе разочарани луѓе. И во Скопје, ако гледам, кога одам по улиците, луѓето одат со наведнати глави, турни, нерасположени, намуртени, разочарани, депримирани. Се повеќе луѓе такви гледаме, без смисла, без правец, без цел во животот. Бог не создал за нешто многу, многу повеќе. Нешто многу повисоко. Така сме створени, создадени од Бог, за ништо ово земно да не може да задоволи нашиот дух и нашата душа. Што вели Исус Христос? Ништо не може на оваа земја да ни даде трајно задоволство, се е суетно. Исус вели, и целиот свет човек да го придобие, ако на душата напакости. Залудно му е се. Се што треба е, како што овдека
подоцна вели Соломон, да се издигнеме малку, да погледнеме погоре, над сонцето, да отидеме при оној кој што ја наситува жедната душа, кој ја исполнува гладната душа со добрини. Во неговото присуство има полнота од радост, вечно блаженство е во неговата десница. Треба само да го подигнеме погледот кон Бога. Исус вели, јас дојдов, не за додите само дома на работа, работа дома, да животарите. Јас дојдов за да имате полнота во живот. Јас дојдов за да имате живот во изобилство. Тоа е најдобриот лек, најдобриот рецепт против разочараност. Да ги подигнеме нашите очи кон Бога. Еден од многуте прекрасни псалми Давид вели, ги подигам очите кон горите, кон небото, од каде ќе ми дојде помош? Мојата помош е од Бог. Соломон, односно и Давид, не гледат на луѓето, туку гледаат кон Бог во таквите моменти на разочараност. И тоа веднаш го решава проблемот со депресијата. Давид, таткото на Соломон, исто така беше цар, можеше да има се што сака, но тој кој ќе дојдоа такви моменти на депресија, на разочараност, на меланхолија, тој го подигаше погледот кон Бог. Давид се подсилуваше во Бога. Денеска се распространуваат големи лаги преку телевизијата, филмовите, рекламите, медиумите, дека човекот сам може да си го направи својот собствен рај тука доле на земјата. Статистиката покажува дека во последните 100 години на запад, дел и кај нас, животниот стандард постојано се подобрува. Расте во една нагорна линија. И што човек може да си дозволи, што сака да си купи, значи може да дојде до заклучок дека може да си живее и без Бога. Не му треба Бог. Но токму тука луѓето запаѓаат во тој маѓерсан, зачаран круг, ѓаволски круг. Ајде да пробам ова, ајде сега да пробам и она, ајде вакво задоволство, ајде онакво уживање. И наместо радосни, луѓето се повеќе чувствуваат празнина. Се повеќе разочарани, депримирани, чудно во овој 21 век на огромен човечки напредок, разочараност и тој повисок степен на разочараност, наречен депресија, се многу присутни кај луѓето. Една од најраспространетите, најзастапените психосоматски болести на современото човештво, тоа е разочараноста, тоа е депресијата. Со многу луѓе кога разговарам, велат, остајме во депресија, како тоа да им стана еден обичен разговор. Еве само еден податок ќе прочитам од Светската здравствена организација, и тоа е постар податок пред повеќе години, дека повеќе од 300 милиони луѓе во светот ја изгубиле својата работа поради разочараност и депресија. И покрај луѓето што имаат се, чувствуваат голема празнина, разочараност, депресија. Исус Христос вели, животот на човекот не зависи од изобилството на неговиот имот. Но за жал никој од нас нема отпорност, нема имунитет против разочараност. Повремено и нас, кои што сме верни чеда Божи, може да не нападнат чувства на очај, на скршеност, натрешна потиштеност, меланхолија, разочараност. Некои работи на кои што сме се надевале, сме ги очекувале, не се исполниле. Некои барања не се оствариле. Сите имаме некакви желби, планови, кои што се уште не се исполниле. Сите овие работи можат да ни станат и да не доведат до разочарување. Во секој дом, во секој човештво има по некој проблем, по некоја нерешена ситуација. Дали е тоа криза во бракот, некој семено недоразбирање, можеби некој здравствен, материјален, финансиски, екзистенцијален проблем или било што друго слично. Може да биде и некој лесно заводлив греф против кој што се бориме, а не можеме да го совладаме. И било кој проблем да биде, ја губиме надежди. Значи, било кој проблем да се јави, ја губиме надежда, немаме радост и наместо нив се населува очајот, се населува разочарувањето. Сакаме да побегнеме некогаш некаде далеку, да избегнеме од неубавите околности во кои што се наоѓаме, да се отргнеме од таа апатија, но нема каде. И Давид
Ако ги читаме псалмите, често пати запаѓал во отчаяние, во разочарување. Што вели Давид? О, да земам крилја на орел и да одлетам некаде далеко. Ни дошло и нас некој пат и мене. Камо сега да избегам некаде од оваа некоја неубава ситуација кај што ќе се најде. Да избегам некаде насамо. Сите разочарувања водат кон одлук, кон една раскрстица, каде имаме две можности. Првата можност е безпомошно да се предадеме на разочарувањето, на очајот и да западнеме во уште подлабока депресија, не дај Боже во една клиничка депресија, тоа е веќе опасно нешто. А втората можност, која е препорачлива за сите нас, е да се слободно фрлиме во грижливите раце на нашиот Господ и Спасител Исус Христос и да му кажеме искрено: Исусе Христе, може би не разбирам во што се наоѓам целосно, не можам да разбирам ни што се поминувам, но ти знаеш, имаш совршена власт и контрола на тоа што се случува со мене во мојот живот. Слободно да му кажем: не можам веќе, разочаран сум, при крајот сум своите сили. Ако ме избавиш од оваа потиштеност, од оваа разочараност, тоа, Боже, ќе биде само Твое дело. И во таквите моменти да знаете, ако сме искрени према Бога, Бог е многу стрплив кон нас. Тогаш најдобро е само да стоиме во Неговото присуство, да дозволиме Неговиот Дух, Светиот Дух во нас, да го направи она за што е пратен. А Духот Божи ќе ни ја подигне верата, ќе ни ја засили надежда, ќе ни исполни со љубовта Божи. Токму како што стои во посланието до Римјаните 5 глава 5 стих, надежда во Бог никогаш не разочарува. Значи надежда никогаш не разочарува. Или како што вели псалмистот Давид 22 псалм 5 стих, тие што кон Тебе, Боже, викаат и копнеат, никогаш нема да се разочараат. Еве два прекрасни стиха како да се справиме со разочарувањето. Не треба да заборавиме дека и ние се уште живееме во тело, во грешно тело. Живееме во еден грешен и отпаднат свет околу нас. Свет без Бога. Имаме и непријател Сотона, кој обиколува околу нас како лав што рика и бара некоја наша слабост да не разочара. Сотоната преку разочарување срушил и ден денес сруши многу луѓе. Па ако му успее, ќе не сруши и нас, верните чеда Божи, верните христијани. Има една случка, тоа не е во Библијата запишано. Некој човек може го добил како видение, па го запишал. Таа случка се вели, се сретнале Архангел Михаел и Сотоната. И Архангел Михаел му вели на Сотоната: ти забранувам да ги искушаваш христијаните со тешки гревови. Гордост, завист, неморал, идолопоклонство, алчност и така натаму. Со тие помалите гревови можеш да ги искушаваш. Му рекол Архангел Михаел на Сотоната. А Сотоната рекол: добро, еве, ај од тие некои помали гревови, може ли барем еден грев да ми дозволиш, со тој грев да ги искушавам? Кој е тој грев? Прашал Архангел Михаел, што сакаш толку многу да ги искушаваш, што не е од тие најтешките гревови? Па дозволи ми, рекол Сотоната на Архангел, дозволи ми барем со гревот на разочараност. Ако ги успеам да ги разочарам луѓето, па и верните христијани, тогаш ќе правам со нив што сака. Ако успеам да ги разочарам, ќе манипулирам со нив како што сака. Сотоната најчесто манипулира со три вида, односно три типа на разочарување. Првото сотонски начини на разочарување. Првото сотонско разочарување е разочарување од други луѓе. Поготово разочарување од тие што ги сметаме дека се блиски или се на некоја позиција. И тогаш Сотоната ги отвара очите за гревовите и слабостите на другите луѓе, ама за жал тогаш ги затвара за своите. Да заборавиме тогаш на себе си, но да и заборавиме и на Бог и тоа што вели Словото. А што вели Светото Писмо? Треба да гледаме на луѓе или не? Пишано е: проклет да е човек што гледа на човек, што се потпира на човек и на човечка сила.
Верувам, ниеден од нас тука не сака да си навлече проклетство на себе си. Значи, прво нешто што тоната прави е да не разочара од другите луѓе. Без разлика кој си. Словото јасно вели, нашата борба не е против човек, не е против крв и плот, туку против мрачните сили, од небесните сили на темнината од овој свет. Место да си ги признаеме своите грешки и пропусти, ги обвинуваме другите и ми ја префрламе вината, одговорноста за нашата разочараност. Како што направи и Адам и Ева, кога Бог ги праша. Адаме, зошто јадеше? Па, јас не, жената ми даде. Ева, зошто зема од плодот? Ама јас не, змијата ме излажи. И на крај, кој ќе испадне? Не виновен Адам, не Ева, змија на крај ќе испадне виновен Бог. Значи, сатаната со прв вид разочарување најчесто сака да разочара, да се разочараме од други луѓе. На словото јасно вели, тешко на таков човек. Втор вид на сатанско разочарување, еве напомнав, е разочарување од Бог. Ако не успее да не разочара од други луѓе, сатаната знае да не разочара и од Бог. Сум разговарал со луѓе и ми велат, Бог веќе не ми помага. Колку луѓе сум слушал како велат, каде е Бог да ги спречи тоа и тоа во мојот живот? Зошто Бог не ми помогна кога највеќе ми требаше? Зошто Бог дозволи да западнам во ваква ситуација? Зошто Бог го дозволува ова? Зошто она? За се е Бог виновен. И на таквите сатаната највеќе успева да им ја сруши нивната вера и да ги оддалечи од Бога. Постои трето сатанско разочарување. Ова се сите три тактики сатански за разочарување. Тоа е разочарување од самиот себе си. Колку пати сме се разочарале од себе си? Сум мислил, ова можам да го направам, тоа да го постигнам, а се случило нешто сосема спротивно. Ова се случува кога не се познаваме доволно себе си, кога имаме преголеми амбиции, силни очекувања, јаки апетити, или пак се споредуваме со другите луѓе и не успеваме. Не еднаш и јас самиот сум се разочарал од себе си. И тогаш постои опасност срцата да ни станат млаки, ладни за Бог и полека да се лизгаме во темнина, разочарување и депресија. Има вистински случај, некоја сестра во црквата ја немало подолго време. Разбрал проповедникот за тоа и со својата жена, со својата сопруга отишол да ја посети таа сестра. Таа билна верна христијанка. Ја прашува, што е, сестро? Што се случува? Зошто те нема веќе 2-3 недели на црква? Остете, проповедниче, разочарана сум од се и сешто. Ама како тоа ти си? Те знам долгогодишна, верна, стабилна христијанка. Разочарана сум од луѓето и од себе и од Бога. Ама немојте така, сестро. И знаеш што пишува во Библијата, тешко на човек, што гледа на човек, не треба да гледаме на луѓе, треба да го подигнеме. Ама го знам сето тоа. Па се разочарав и од Бог. Ама зошто од Бог да се разочарам? Знаете, Бог не ми ги услишува молитвите како порано. Но ти знаеш, рекол проповедникот, како верна сестра, дека Бог не одговара секогаш позитивно. Бог може да рече на нашите молби и не. И тоа е одговор Божи. Може да рече, причекај, сестро, причекај, брате, се уште не си созреан за ова. Знам, рекла сестрата, знам сето тоа и што пишува во Библијата, знам Библијата, ама пак сум разочаран. И како сега проповедникот да ја помогне? Така било во куќа, седеле покрај прозорот, ете надвор гледале дрвја, зимно време било, и проповедникот ја вели, сестро, овие дрвја што се во дворот од црквата, треба да ги пресечеш. А зошто да ги пресечам? Тие јас сама си ги насадив, убави овошки мис, ама треба да ги пресечеш, гледаш, голи гранки се, нема плод, нема растенија. Па како ќе има плод, рекла таа, кога сега е зима, во зимно време нема плод, кој ќе дојде пролет, еве како сега, ќе се расцветат дрвјата. Тоа го чекав, рекол проповедникот. Сега е зима, сестро, во твојата душа, во твојот дух. Сега е темно и мрачно во твојата душа, ти си разочаран, затоа што си се разочарала од луѓе или од Бога или од себе си. Но знај дека
Зимата ќе помине и пролет ќе дојде. Ти си сега како во еден тунел, но знај, во тунелот има излез. Човек кога е во тунел мисли дека се е темно околу него, но слава и фала на Бога. Има излез за нас, верните чеда Божи. Така, за жал, мрачно е и темно во душите на многу луѓе, затоа што гледаат на луѓе, се разочаруваат од себе си или од Бога или од било што друго околу себе си. Разочараноста и така таа сестра кога го слушнала тоа, малку се охрабрила и почнала, се вратила редовно на црква, почнала редовно да си доаѓа и да биде активна во црквата. Сите ние сме луѓе. Сите ние сме вкусиле разочарување. И поголеми великани на верата, ако читаме во Библијата, се разочарани. Еве само примерот со Илија, да ви го кажам. Најревносниот пророк во Стариот Завет, оној кој што дојде на гората на преображението заедно со Мојсей да бидат со Исус. Илија извојува голема победа над Вааловите свештеници. Читаме таму во Стариот Завет, царот, еврејскиот цар Ахав се ожени со Језавела, нееврејка жена, таа се поклонуваше на Ваал, на идол, на мртов бог. И сега народот, за да удоволи и на царот, и на царицата Језавела, одеше и кај Ваал да се поклонува, ама после одеше и во храмот на Јахве да се поклонува. Илија, ревносен, и гледа, вели, до кога ќе подкривнувате, де на една нога, де на друга нога? Ако е Ваал, вистински бог, не го поклонувајте му се. Ако е Јахве, вистинскиот бог, не го поклонувајте. Зашто така да имате поделеност? Не може да се служи на два бога, вели Исус Христос, и на Бога и на Мамона. Направете олтар жртвеник на Ваал, јас ќе направам олтар на живиот Бог, ставете жртва и вие. Кој Бог ќе ја запали таа жртва, тоа е вистинскиот Бог. Се согласија народот тука на гората Кармин, присутен целиот народ, 450 Ваалови свештеници. Ајде првин вие викајте, рече Илија, им даде предност на тие 4. Вика, Ваале, разбуди се. Ваал го нема. Да не заминал негде на пат, дури Илија се шегува, се подбива со нив. Може би спие. Каков е тој Бог што заминува на пат, што спие? Во оригиналниот превод дури таму стои да не отишол со извинение на зборот во тоалет. Викаат цел ден, почнаа да се бодат со ножеви, го нема Ваал. Сега вели Илија, јас ке повикам кон Јахве, живиот Бог, повикај и падна оган од небото и веднаш ја запали жртвата и целиот народ извика Јахве, Јахве е живиот Бог. И ги фатија 450 Ваалови свештеници и Илија ги уби сите. И си мислеше дека тоа е негово дело, негова заслуга, се израдува, ама после едно време, кога слушна царицата Језавела, тоа што ти Илија го направи, сега јас тебе ќе ти го направам. Илија се уплаши, се разочара, почна да бега. Господи, не сум подобар од татковците наши, земи ми ја душата моја, сам си останав. Илија западна во длабоко разочарување, во депресија. И што му вели Бог? Не Илија, не си сам. Сум си оставил 7000 души што ме приклониле колена на Ваал. Значи, ете, кога на еден таков голем херој, великан во верата му се случува разочарување, западна во длабока депресија, значи тоа може да се случи со секој. И Давид западјал, и Јаков во Стариот Завет, па дури во Новиот Завет, апостол Павле вели, ох, беден човек сум јас, кој може да ме избави од гревот на ова моје тело? Кој не се разочара, па ни јас? Најбитно е кога ќе се разочараме и кога ќе паднеме доле, да не останеме доле, но да повикаме кон Бог. Како што реков Давид во еден од псалмите, во многу псалми тоа го повторува, вели, ги подигам очите, не гледам кон луѓе, и Давид не гледал кон луѓе, ни кон себе си, но кон Бог, од таму доаѓа силата. Ги подигам очите кон Бога, кон горите, од каде ќе ми дојде помош? Од каде доаѓа помош? Од Бога. Се што е добро и совршено доаѓа од озгора. Затоа најбитно е кога ќе се разочараме и паднеме доле,
да не останеме доле, но да повикаме кон Бог кој е моќен да не избави од секој разочарување. На тој семоќен Бог, кој е истиот вчера, денес и во сите векови, кој денеска може да не избави и од искушение, од разочарување, од падови, од депресија, нему, на троединиот Бог, на Отецот, Синот и Светиот Дух, нека е слава, чест и величие сега и во сите векови. Амин. Ке се справиме за молитва пред Господ Бог. Татко Небесен, Ти благодариме за Твоето Слово денеска, за Твојот добар Дух, што не чуваше, водеше, управуваше. И сето тоа што го слушнавме, Татко, да пладне на плодна почва, да даде плод, да растеме во благодатта и во познавањето Твоето. И навистина, каде да одиме, Татко, само при Тебе има зборови на живот вечен. Бидејќи Ти велиш дека не се живее само од леп, туку од секој жив збор кажан од устата Твоја. Благослови не сите поединачно, благослови ова заедница, секој еден брат и сестра тука под црквата. Ти си Исусе Христе, царот на царевите, господарот на господарите, Ти имаш совршена власт и контрола над се што се случува во нашиот живот и кога ќе дојдат моменти на разочарување, сотонски искушенија, на депресија, да повикаме кон Тебе, да издигнеме глас кон Тебе. И Ти си силен и мокен Бог, и Ти ќе не соживиш, ќе не подигнеш, ќе не поставиш на карпа, на стена, и ние ќе се радуваме и повторно ќе го славиме Твоето име. Зашто во Тебе, Исусе Христе, е нашата надеж. Ти си нашиот Бог. Така благословени и испратиме по нашите домови со Твојот мир и благослов. Послушање, Татко, заради името на распнатиот и воскреснатиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Испееме и последната песна, број 343, во духовните песнарки под број 343. Стани, брате, и ти, светлина разнеси. Ќе го прославиме Бог со оваа песна. Radosna
Децата да ги слушаме сега со својот стих. Повелете, деца. Оставете ги децата да дојдат кај мене, зашто на таквите е царство Божие. Марко 10:14. Благодарност на децата и на учителката што ги учела. Братот рече некои информации имало да ги каже, повели брат. Нашиот проповедник сношно извести дека денес во 18 часот во Саричката ќе има концерт. Ќе издадат концерт од Струмица ќе дојдат и се поканите сите кои сакат да присуствуваат. И идната недела на 5 април ќе има Господ вечера во 10 часот. Благодарам. На излезот надвор донесов на масичката најнови списанија од Пат на животот и Харизма. Значи можете да се земете, донесов и некои книги, да имате да се читате. Тоа се волновно информациите. Сега први не благословот по песната или песна по благослов? Како е кај вас редот? Да се исправиме за благослов, па после ќе испееме песната број 1. Благодата на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух, нека бидат и останат со нас сега и во сите векови. Амин. Првата песна.
Седнете премо. На сите вас ви посакувам Божиот благослов и Божиото водство. Службата е завршена.